партерно уредување на влезовите во градот, како и промена на уличното осветлување со електрични, односно енергетски ефикасни светилки во целата општина. Покрај напорите што ќе ги вложим за изновјење инвеститор, за изградба на откупно-дистрибутивниот центар на Маказин, во областта на земјоделието планирани се Абе доставе Пијане црвено. Зелено. Проширување на подигнатите и подигнување на нови опитни насади, поддршка при отворање на мали агробизнеси, иницијатива за отворање институт за преспанското јаблко. Бидејќи туризмот представува една од најзначајните стопански гранки за локалниот економски развој, а Преспа како поднебје поседува извонредни природно-географски и културно-историски потенцијали за неговиот развој, покрај изградбата на двете туристички развојни зони, наши приоритети ќе бидат и изготвување и спроведување стратегија за развој на туризмот во Преспа, изградба на пристаниште на Преспанското езеро, поставување на туристичка сигнализација, формирање на општински совет за туризам и слично. Нашите програмски определби ќе бидат насочени и во сферата на покрај традиционалната поддршка на меѓународниот фестивал на камерен театар, актерот на Европа, поддршката на љубанските и селенички средби, Брезенската керамичка колонија и промоцијата на локалното културно наследство, ќе направиме напори за потребна адаптација и функционирање на градското кино и амфитеатар. Во рамките на меѓународната соработа, која и досега беше насочена кон разменување искуства и знаење на меѓународно ниво, во нашите програмски определби стојат реализации на проектите екозаштита, еколошки брод за мониторинг, реконструкција на училиштата, вратување на општини од другите држави.